Добра вечер за Газивова! Добра вечер за Скопје! Добра вечер за ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија! Почитувани министри во владата на Република Македонија, почитувани пратеници во владата на Република Македонија, почитуван кандидат за градоначалник на општина Газивова, господин Тони Трајковски, почитуван носител на советничката листа на општина Газивова, господин Милан Андоновски, почитуван носител на советничката листа на градот Скопје, професор доктор Владо Поповски. Почитувани членови, идни членови на советите на градот Скопје и на општина Газивова. Почитувани членови на ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Почитувани коалициони партнери. Почитувани гости, симпатизери и поддржувачи на политиките на ВМРО ДПМН. Јас на позицијата градоначалник на градот Скопје дојдов од позиција градоначалник на општина Газивова. Бев 4 години градоначалник на општина Газивова од 2005 до 2009 година. Општина Газивова ја познавам доволно, бидејќи претходно бев и пратеник во оваа општина. Тоа ми дава за право да кажам дека општина Газивова е мојата општина, општината од која што станав градоначалник на градот Скопје. Во 2009 година ми ја дадовте поддршката за градоначалник на градот Скопје. Би сакал да ви се заблагодарам. Таа обрска за мене беше голема чест, воедно и голема одговорност. Одговорност да се исполни ветеното, она што беше во изборната програма во 2009 година. Затоа, почитувани присутни, јас и мојот тим работевме макотрпно 4 години од првиот ден од како станав градоначалник на градот Скопје. Работевме да ги реализираме проектите кои што беа во изборната програма. Работевме заради тоа што знаев дека денеска ќе застанам пред вас и ќе го дадам очетот за сработеното во овие изминати 4 години. Ова е тој очет. Во него се сите проекти кои што беа завршени во изминативе 4 години. Повеќе од 500 проекти кои што значат подобро Скопје, подобри услови за живење, подобри функционални реконструкции, улици, булевари, подобри паркови, подобра хигиена во градот Скопје. Тоа е новиот лик на градот Скопје. Тоа е она за кое што ми дадовте доверба и тоа е она за кое што работевме во изминативе 4 години. Почитувани присутни, не е лесно да се сработат тие повеќе од 500 проекти. Се бара многу работа, многу труд, многу внимание за да тие бидат завршени. За да бидат завршени, беше потребна и поддршка од владата на Република Македонија. И затоа, почитувани присутни, затоа што работевме заедно, заедно со владата, заедно со општина Газивова, заедно со Тони Трајковски, заедно со Советот на општина Газивова, реализиравме проекти во општина Газивова. Реализиравме проекти не само во Газивова, реализиравме проекти во сите 10 општини во градот Скопје. Ниту една општина не беше заборавена. Почнувајќи од општина Сарај, Ѓорче Петров, Карпош, Центар, Кисела вода, аеродром, Газивова, Чаир, Бутел, Шуто Ризари, независно од етничката припадност на населението кое што живее, независно од која политичка партија е градоначалникот на таа општина. Работевме затоа што нашата целна група беа граѓаните на градот Скопје и затоа реализиравме толку проекти. Почитувани присутни, вечерва сме овде пред вас да ви кажеме што сработивме во општина Газивова. Во општина Газивова ја проширивме улицата Благоја Стефковски, ја реконструиравме и ја проширивме. Исто така ја проширивме и реконструиравме улицата, тоест кракот на улицата Јужноморавски бригради према гробиштата Камник. При тоа направивме водоводна, атмосферска и фекална канализација за оваа населба. Го направивме заедно
со општина Газимова, заедно со Тони Трајковски, заедно со владата на Република Македонија и Министерството за транспорт и врски. Го реконструиравме патот до спортскиот центар Киподром. Го исто така направивме патишта до населбата Инџиково. И што е најважно, го направивме главниот фекален колектор од Стајковци преку Инџиково, преку Сингилич, па се до реката Вардар, кој што ги реши проблемите со фекална канализација на повеќе од 30.000 жители на општина Газивоа. Веќе септичките јами се минато во овој дел на општина Газивоа. Почитувани присутни, сето тоа се направи заедно и со поддршка на општина Газивоа. Морам да нагласам дека таа заедничка соработка вроди со плод во изминативе 4 години. Почитувани граѓани, вечерва сум овде пред вас за уште еднаш да ја побараме довербата за мене за кандидат за градоначалник на градот Скопје, да побараме довербата за победа во градот Скопје, за победа не во вториот круг, за победа во првиот круг, заради тоа што многу работевме и многу сработивме во изминативе 4 години. Меѓутоа и затоа што за следните 4 години имаме конкретна програма, со конкретни проекти, со конкретни рокови, програма која што е реална, програма која што е остварлива, програма која што не е желба, не е желботека. Во оваа програма се проекти кои што ќе бидат за следните 4 години реалност во градот Скопје. Оваа програма е правена со стручни лица, со експерти од различните области. Оваа програма е правена заедно со владата на Република Македонија и заедно со премиерот господинот Никола Груевски. Оваа програма правена е заедно со градоначалниците во сите 10 општини во градот Скопје, а во општината Газивоа правена е заедно со вашиот сегашен и иден градоначалник на општина Газивоа, господинот Тони Трајковски. Почитувани граѓани, јас ќе набројам само неколку од проектите за 2013-2017 година кои што треба да се прават во општина Газивоа, а тоа е решавањето на водоснабдувањето на населба Железара и населба Автокоманда, особено во високите зони на овие две населби. Изградба на фекален колектор во Маџари, изградба на нова физкултурна сала во средното училиште Боро Петрушевски, познато како АСУС, изградба на паркинг за тешки возила на заобиколницата на влезот во градот Скопје, изградба на проект за булеварско решение на улицата Благоја Стевковски, изградба на паркинг на автопазар за возила исто така на заобиколницата на влезот во градот Скопје, изработка на проектна документација и по можност почеток на реализацијата на улицата од Благоја Стевковски под пругата, па се покрај стариот автопазар, па се до пивара. Тоа ќе го реши проблемот или ќе направи уште еден влез на граѓаните на општина Газивоа од Маџари, од Киподрум, од Јурумјали, од Триангла и од останатите делови кои што гравитираат на овој дел од градот Скопје. Изградба на пешачки мост кај Киподрум и кај Автокоманда. Реконструкција на улицата Маџари. Изградба на влез и излет на надвозникот во Јурумјали. Реконструкција со влез и излет на надпатникот во село Смилковци. Изградба на проект за кружен тек меѓу улиците 16-та македонска бригада и улицата Коце Металец. Проект кој што е многу значаен за населба Железара. Изработка на кружен тек помеѓу улиците Методи Андонов Ченто и улицата Радован Караджич. Изработка на проектна документација за главниот фекален колектор од левата страна на реката Вардар, од Кирамидница па се до новата пречистителна станица во Трубарево. Изработка на водоводна линија по булеварот Хрватска и поврзување со двата магистрални цевководи. Изработка на водоснабдителен систем за населба Ченто, Стајковци, Сингилич и Инџиково. Еден од главните проекти кој што ќе го реши водоснабдувањето на овие населени места
кои што бројат некаде околу 30.000 жители. Почитувани присутни, се ова проекти кои што се содржат во изборната програма за 2013-2017 година. Овие проекти нема да бидат решени доколку не ја добиеме поддршката и довербата за господинот Тони Трајковски, заради тоа што тој учествуваше во изработка на овие проекти, заради тоа што тој ќе ни помогне во документацијата и во градежните дозволи. Исто така ќе ни помогне во комуникацијата со граѓаните. Почитувани присутни, оваа програма исто така нема да биде реалност доколку не ја добиеме поддршката за носителот на советничката листа за градот Скопје, господинот Владо Поповски. Многу е важно за господинот Тони Трајковски да ја добие довербата и да ја добие мнозинство во советничката листа на Советот на општина Газивоа. Тоест да гласате за носителот на советничката листа на општина Газивоа за господинот Милан Андоновски. Почитувани присутни, на 24 март вие решавате за вашата иднина. Решавате што ќе се работи во наредните 4 години. Затоа ве повикувам да гласате за бројот 19, за мене за градоначалник на градот Скопје, за бројот 19 за градоначалник на општина Газивоа за Тони Трајковски, за бројот 4 за Владо Поповски, за бројот 4 за Милан Андоновски. Да живее општина Газивоа, да живее градот Скопје, да живее Република Македонија, да живее ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Да сте живи и здрави!